Од Катманду и Манила до Охрид, туристичката сезона и ова лето ќе ја спасуваат работници од азиските земји. Охридските ресторани, кафулиња и хотели се потешко наоѓаат домашни угостители, бидејќи заминуваат на сезонска работа најмногу во Хрватска. Тоа ги принудува спасо да го бараат илјадници километри далеку, во Непал, Филипини и други азиски земји. 23-годишната Сусмета Гири од Катманду пред 2 години го напуштила Непал и дошла во Охрид. Вели дека е задоволна од условите за работа и животот во Македонија, а со помош на колегите го совладала и македонскиот јазик. Јас дојдов од агенција и тука работав. Колку си задоволна од работата овде? Убаво ти овде? Убаво, да, убаво. Што работиш? Тука во ресторан келнарка работам. Дали повеќе пари земаш овде или во Непал? Тука има повеќе од Непал. Сусмета не е единствена. Со неа работат уште 9 мина од Непал, а наскоро се очекува да пристигнат и нови работници. Недостигот од домашен кадар е реалност со која угостителите се соочуваат со години. Секогаш се трудиме да го задржиме персоналот со пристојни плати и добри услови за работа, но во недостаток на кадар бевме приморани да вработиме кадар однадвор, велат угостителите. Искуствата се добри бар кај нас, пошто вработените се уште веќе ево трета година се тука, активно и вредни се, послужливи и задоволни се од условите од платата. Мислам дека за нијанса се поисплатливи, пошто платите нивни со договор што се однапред договорени, за нив се прифатливи, а за дел од нашиве не се прифатливи. Иако ангажирањето странски работници носи дополнителни обврски и трошоци, дел од угостителите сметаат дека тоа е единствен начин да се обезбеди континуитет во работата. Јас во принцип сум да не земаме луѓе од надвор, да се концентрираме на нашиот дел, останатиот дел на луѓе кои тука работуваат, да им дадеме плати нормални. Али ако не можеме да најдеме, секако мора да донесеме од одредени држави, бидејќи мора да функционира. Се додека домашниот кадар ја бара иднината надвор од државата и надвор од оваа професија, рестораните и хотелите ќе продолжат да ја пополнуваат празнината со работници од далечниот исток. Но за некои од нив, Охрид и Македонија не се крајна дестинација. Откако ќе стекнат работно искуство и ќе го усовршат занаетот, заминуваат да работат во земји каде може да заработат далеку повеќе.